Здраво и добре дојдовте во шестото издание од емисијата 360 секунди заедно со чуварите на човековите права, каде што мој денешен гостин е Драган Николовски, а денешната тема ја опфаќа дискриминацијата врз ромската популација при вработеност. Кажи ми, Драган, кој е твоето мислење за патот кон успехот за одредени лица? Дали е рамен, а за одредени лица дали е рапав? И што е тоа што го побуди твојот интерес да истражуваш оваа тема? Јас мислам дека во нашава држава процесот на вработување за одредени лица не е баш фер во оглед на тоа во која етничка припадност спаѓаат тие. Зошто, например, некој што е доволно професионален и спремен да работи таа работа, да не ја работи, бидејќи е роден таков каков што е. Мислам дека не е фер тоа и мислам дека треба да се смени. И дали може би знаеш или си слушнал за некоја случка која што лице која што припаѓа во ромската заедница бил одбиен за работа од работодавци поради тоа што е ром? Сум слушнал се радо, слушнал повеќе, ама една вака што може ли да споделиш со? Се разбира. Имав другарча во основен случај со мене, бевме многу блиски и му треба пари, тој се вработи, сакаше да се вработи во една пицерија. Тој претходно имаше работени во други кафичи и беше спремен, имаше знаење, можеше од одма си почне со искуство, можеше одма си почне со вистинска убава плата. Но од кога дознаа тие за неговата етничка припадност, тие субтилно го одбија него, поради тоа што ми јас мислам дека стварно не е праведно. Добре, ти благодарам, Драган, за твоето гостување во емисијата 360 секунди. Драги гледачи, ова е крајот на шестото издание од емисијата 360 секунди со чуварите на човековите права, каде што зборувавме за дискриминацијата при вработеност и се гледаме во следната епизода.